Здраво, јас сум Сара. Ова се Беатри, Цитрус и Кенди, тие се женки од расата Лабрадор ретривер. Се одлучивме за оваа раса поради карактерните особини на истата. Ни одговараат на нашиот животен стил, они се авантуристи, живеат за сопственикот, значи сакаат да му удоволат на сопственикот и се премногу дружелюбиви и поради тоа се одлучивме за нив. Како терапевски кучиња се користат затоа што смирени се, многу се толерантни, точно да. Сакаат, како што кажав, да удоволат на сопственикот и они живеат за него. Значи, тие се не се користат само за луѓе нели со посебни потреби, за слепи лица, тие се користат и во полицијата, значи за пронаоѓање на дрога, експлозиви, се користат и во лов, за апорт. Така што навистина е сестрана раса, значи во секое поле може да се најде и самата интелигенција на расата го дозволува тоа за тие да можат лесно да се истренираат за таа работа. Во денешно време сите информации ни се достапни на интернет, па така и ние за сите информации околу расата и за низините карактеристики се информиравме преку интернет. Нормално не само на еден сајт, туку на повеќе, истражувавме на повеќе сајтови, форуми и така натаму. Кога се одлучивме да купиме куќа, први видовме што има на пазарот во Македонија. Во тој момент имаше достапни неколку легла, од кои што леглото на Марио беше најубаво за нас. Марио е човек одгледувач од Ресен. Имаше прекрасен пристап со нас, ни објасни се околу расата и за самото легло. Имавме видеокол разговор и преку тој се одлучивме кое куќе ќе го одбереме, ми дозволи да одберам куќе. Се одлучивме за женка, иако тоа не беше пресудно, но сметам дека женките се полојални од мажјаците. Марио беше достапен секогаш за нас и не само на почетокот, туку и подоцна низ годините. Тој не водеше, не советуваше, така што он беше буквално за се да ни помогне, беше тука за нас. Кученцето го земавме на неполни 3 месеци. Го добивме со целосна документација од пасош, чип и вакцини, а по некоја недела го добивме педигрето, бидејќи беше во процедура на подготвување од страна на Кинолошки сојуз. Како мала, најголем проблем беше тоа што ја остававме, например, сама додека одевме на работа, што е нормално, мораме да одиме и да работиме. Тука имавме, да речам, проблем во оставањето сама дома. Она имаше нормално потреба да биде со нас и поради тоа во знак на револт правеше нормално бејли по дома. Ни се случи во мај да ја накити цела куќа со елка и со лампиони, така што имавме некои такви моменти, додека нели нормално не порасна и додека не научи дека едноставно тоа мора да биде така и да се помири со тоа. Првата кучка се вика Алиса, тоа беше име дадено од одгледувачот и ние одлучивме да го задржиме. Останатите кучиња што ги имаме се Абакус, Анархи и Беатри. Абакус е од наше легло и Абакус е сметалица и знаевме дека ќе биде сметалица во нашиот живот. Анархи знаевме дека ако земеме уште едно куче, дека тоа ќе биде анархија во нашиот живот, па заради тоа го доби името Анархи. И Беатри е ќерка на Анархи, која што ја задржавме и тоа ми звучеше најубаво за да го одберам за неа.
во 3 збора би го опишала кучето, општо сите лабрадори како гладни, многу темпераментни и палави. Среќни сме со кучето, да, меѓутоа од време на време добиваме некои шлогови, кога ќе ни изненадат со интересни моменти кога ќе стигнеме дома, например искршено цвеќе изедено, искршена саксија и така натаму, но тоа е нормално, нели? Не спие со нас, меѓутоа спијат, дневниот престој им е буквално достапен за нив, спијат на двоседи, на фотели каде ќе стигнат, меѓутоа во спалните соби не им е дозволено да влегуваат, бидејќи навистина они се краткодлаки, меѓутоа влакната кои што ги isfрлаат од нив се навистина премногу. Не ги облекуваме, поради тоа што навистина нема потреба, они имаат дупло крзно, од кои што едното е водоотпорно. За температурни разлики се издржливи доста, нормално до одреден степен, но навистина за нашиве простори се навистина издржливи. Оние двај чекаат да дојде некој на гости, значи обожаваат луѓе, обожаваат деца, сакаат постојано да бидат галени, да си играат, значи обожаваат кога ќе дојде некој, прекрасни се со гости. Околу лаењето некогаш знаат да залаат доколку осетат некаква опасност во нашето опкружување или нешто чудно се случува, но тоа не е нешто многу често. Не сум работела со тренер, ние ги тренираме нашите кучиња, со оглед на тоа што лабрадорот важи за една од најинтелигентните раси, исто така се многу лесни за дресура, за некои основни, нели, команди кои што ни се потребни во секојдневниот живот, така што навистина е многу лесен тренингот со нив, но тоа што се интелигентни не значи дека се лесни за чување, туку тоа значи дека се лесни за тренирање. Значи секое куче мора да биде истренирано. Додека се малечки јадат 3 пати на ден, после 6 месеци веќе јадат 2 пати на ден, ги храниме со сува храна и како дополнителна исхрана им даваме риба, им даваме јајца од крепилица, кефир домашен, како и суплементација од омега, масло од лосос, Б-комплекс и суплементи за кучиња. Ги шетаме минимум 3 пати во денот, по половина час, од која што последната прошетка навечер гледаме да биде над 1 час. Лабрадорите во принцип се митараат цела година. Во текот на целата година кај нив многу ретко има некој простор кога не се митарат. Не ги носиме на грумер, јас сум грумерот дома. Ги бањам најчесто кога ќе најдат вир или кал, кога ќе сакаат, нели, да си играат во него, а тоа се случува често, така што и често се бањаат, поради тоа што живеат дома со нас и не би можела, нели, нормално да ги оставам цели во кал да седат дома. Одржувањето на крзното е навистина едноставно, значи со еден пешкир, со една влажна крпа може да се прибрише и да се остави, например, да се исуши прљавштината, многу лесно се испаѓа од самото крзно, значи многу лесно крзно имаат за одржување, а за чешлање, специјална четка, нели, за дупло крзно, не ја користам многу често бидејќи го изрепчува влакното, така што ја користам само во екстремни случаи кога многу се митарат. На изложби во последниве 3 години можам да кажам дека не сме пропуштили изложба во Македонија, но исто така идеме и надвор од нашите граници. Поголеми изложби кои што сме ги посетиле биле светското првенство во Загреб и европското првенство во Цеје. Како позначени резултати би ги издвоила мажјакот, например, Авакос има Junior Best in Show, победник на цела изложба во Тирана во Албанија. Имаме многу титули како победници во групи или второ, трето место како пласман, како и во Best in Show имаме пласмани второ, трето, четврто место. Па да, сме имале 3 легла до сега. Не знам што да кажам, интерес, душата ми ја зема. Нема некоја бројка, тоа е мајка природа. Првото легло имавме 6 кутриња, а овие 2 легла имавме по 9, така што бројката беше навистина голема и тоа е
Не е така едноставно како луѓето што мислат легло имаат и тоа е тоа, значи навистина треба голема посветеност. Поготово првите 2 недели, значи треба многу да сме околу нели малите за да случајно не се повреди некој кутре да не го налегне мајката, така што навистина е потребна многу голема љубов пред се, посветеност и нормално слободно време. Затоа што за да се израсне едно здраво легло, се вложува навистина многу внимание. Ние сите наши кучиња ги снимаме за дисплазија на колкови и лакти, исто така сите наши кучиња ги проверуваме нели генетските тестови. Многу е важно да се знае дали кучето што го купувате или што го имате е здраво и дали треба нешто да превземете околу тоа. Во Македонија веќе имаме можност да ги снимаме кучињата за лакти и колкови, што е одлична вест, затоа што не треба да одиме во нашите соседни држави за тоа да го направиме. Така што некој ако е заинтересиран тоа да го направи, им препорачувам да се обратат до Кинолошкиот сојуз на Македонија за подетелни информации. Генетски тестови за жал во Македонија се уште не се достапни, мора да ги правиме надвор од Македонија, ние ги правиме во Словенија, во ЕВГ. Многу е важно за секој еден сопственик да ги бара од родителите генетските тестови како и снимките за дисплазија за да знае дека купува здраво куче. Значи тие се болести кои што не може да се излечат и не е поентата да се купи што поевтино куче, туку поентата е да се купи здраво куче. Значи куче кое што е вистински претставник на расата, затоа постојат тие раси и расни карактеристики и треба нели да бараме куче што ги има тие карактеристики. Подобро е да се купи кучето малку поскапо, но да знаеме дека тоа куче е здраво, отколку цел живот да го терапираме за некакви болести за кои што нема лек. Оваа раса би ја препорачала на луѓе кои што се авантуристи. Лабрадорите сакаат да истражуваат и немаат страв да се впуштат во авантура. Значи, доколку се активни луѓето, сакаат да одат по планини, можеби лов и риболов. Значи, лабрадорите се навистина прекрасна раса, која што плени. Значи, расата сака да удоволи на сопственикот, таа живее за сопственикот, не живее за своите потреби. Многу е благодарна кон сопственикот и прави се што ќе му биде кажано. Би ја препорачала на луѓе кои што водат активен живот. Значи тоа е многу битно затоа што лабрадорот бара се темпераментни кучиња и бара трошење на енергијата, за да не се пренасочи таа енергија во деструктивност. Значи многу е важно да биде истрошена таа енергија, да биде истрчано кучето а за тоа си бара активен живот. Значи не се доволни само половина час во денот, тоа многу лесно станува деструкција. Мојата омилена раса е лабрадорот и не би го сменила за ништо. Значи, треба да живеете некое време со лабрадорот за навистина да ја запознаете таа раса. Тие се толку мили што влегуваат под кожа и не би можеле да сакате ниту една друга раса.